Драги мои пријатели и пријателки, ви посакувам добро вечер, добре дојдовте, уште малце местење, погоре подоле, добро, не ти бегам горе. Малечко сум јас ова. Знаеш ја каква конфигурација сум? Јас сум ти другар, конфигурација за човек од 2 метри. Значи, имам прво големината на главата. Оваа глава е за човек од 2 метри. Второ, ја имам... Се е во ред? Да? Кои женски? Какви женски? Кај ја отидовте сите? Какви дедомразици? Значи, ја имам конфигурација, пошто сум од западниот дел на Македонија по некој генетско потекло, иако имам и од другава страна, пола-пола, таа половина преовладеала вака у големинава на ова, па XXL капи носам, затоа и ретко која добро ми стои. Значи, направена и конфигурирана е за 2 метри. Како знам дека ја треба да бидам човек од 2 метри? Покрај некои делови од органите кои ми се созвестни со тоа, особено тоа може по тежината да се види. И нормално ја борба водам да се спуштам на таа тежина. Обично, знаеш како, кога сакаат мајтап да си прават со мене, нема подобар мајтап која ќе стане некој така по-нормален, да речеме 1,80-90 ќе ме погледне од озгора и ќе ми рече чувената реченица. Негдека 80-ти години се отворија првите кафичи низ Југославија. Ја во Скопје разбирам за тоа што е тоа кафич, дека било многу интересно, дека било многу модерно, дека било многу ин. И идење у Београду со воз, искачање од воз. Извините, де е кафич? Тинеџер бе човек, нема интернет, нема где е кафич? Па, појма не, шта е тоа? И најдов кафич, стигнат у она утрински воз, бизнес класа, у 2-3 поручек стигнуеш, цел ден го бараш. И тоа негде 10 на вечер, тамо негде на теразија, отворено. Викам овде, и собрано народ, знаеш, она класи, како пред кафич. Значи, али тоа бе, како да ти кажам, ново е, не знаеш со што да го споредиш. Не си бил, што се вика, надвор од Југославија. Немаш сличен пример. И доаѓаш, влегуваш, се нашанкуеш и гледаш дека момци и девојки комуницираат. Вау, викаш, неверојатно, па ови причају, па ова суда. И ја гледам една згодна београѓанка, седната на шанк столица, прекрстила нозе и доаѓам. Зашто дама седи само? Види, зашто дама седи само у тоа време беше ултрамодерно. Мислам, да не се лажеме. Ја бев smooth sailor, smooth operator, така да, плюс тоа косица онака густа до овде, килажа онака, со така добро напарфимисан со Chanel Anteus, првиот парфем. Добро, не, тоа е вториот. Првиот е Хетрик, па Курос, значи третиот, Chanel Anteus. Не и се... И рибава се врти на кај мене. Молим, ама знаеш она београдска шмизла, молим, кој ќе ти каже, погледом ме сасече ко мачем. Ја викам, па мислио сам, и почнеш да трокираш. Дете тинеџер, не знаеш, мислиш дека така треба, поима немаш, не те води ни ароганција, не те води ни препотенција, те води тинеџерски хармони. И она станува, и како што станува, дај широк кадар, како што станува, ме гледа вака, а женскана, тоа од кај мене потекне, она има нога до врат. Значи висока, на штикла, и ја, но извините, вака стојам и што се вика у пупак и гледам. Вака се диркам на кај низа, они вика, шта е мали си у рупу стао? Што е бе мали, у дупка да не стоиш? И така. Си допив пивото, си се качив на вечерниот воз у Скопје и никому не кажуј. Океј, драги мои пријатели и пријателки, крај на годината е и кога се случуваат позитивни работи, барем да се потрудиме да бидат позитивни, барем да направиме на оние околу нас да им биде добро. Но, знаете како, ако сте прав македонец, ако сте наследник
на свети апостол Павле, кој ја покрстил Лидија, и ако ги носиме тие благодатни енергии кои ни се провлекуваат низ вековете, натопени со молитва, со причести, со благодет, ние мора да научиме да бидеме милостиви. Знаете, сега ќе дојде време пред Божик кога ќе даруваме. Давање подароци, примање подароци. Има една работа. Многу е лесно и не е никаков подвиг кога ќе му подариш на некој свој близок, кој знаеш дека и фала ќе ти каже, и ќе ти врати, и ќе ти направи ифтибар, и така. Или на шефот, за кој знаеш дека утре може привилегија да ти направи. Што ја знам, знаеш, зборам за такви моменти, за такви работи. Но божествено дело, знаете, ние имаме еден лош табиет во меѓувреме развиено. Кога ќе отидете на гости, кога носите подарок, што ви викаат? Дали, ако на тој што му носите, прво, му светнат очите и каже благодарам, на вистински човек сте му дале. Најмногу ми е непријатно кога даваш некому и ќе ти рече зашто бе? Не си требал. Дарувањето не е нешто што треба. Дарувањето е од моја одлука, од љубов, од почит. Ако ти дарува малку љубов и малку почит, од другата страна, само едно благодарам. Значи, дури христијаните мора да се научат, а вие први, вие најмногу, да се научат со благодарност да примиш. Кога некој ќе ти даде благодарам. Или, например, обично носат, ќе му донесе некој благо нешто, или вино, или све. Што се прави со тоа? Фала, пуп, земање, у шкаф криење. Верувате ли дека странци, сега знаете дека ја мразам кога ќе ги спомнам странците за наши обичаи, ова ние треба да си гледаме. Но сакам да ви кажам од друга перспектива како тоа изгледа. Вам ви е тоа нормално. Но ја да ви кажам, тоа е крајно ненормално. Прво е вулгарно, второ е безобразно. Значи, секогаш, погледнете у било кој филмови или ситкоми, која ќе дојде некој, вино му дојдеш, одма го отвара виното. Му даваш бомбонјера, ја отвара бомбонјерата. Нема тоа чување за утре. Ако остане нешто, одма ја делиш со тој што ти ја донел. Ја не очекувам, но очекувам да го видам како се израдувало тоа што сум му го подарил. Кај нас, луѓето тоа, мислам дека доаѓа од тоа дека ако некому нешто дариш, дека го купуваш и дека имаш обврска спрема него. Еве и мои најблиски пријатели. Така ли е, другар? Така е. Му носам индијанки, му вика, шо си требал? Викам, фала. И го научив. Ама го издресирав ко ретривер. Последниот пат од благодарност сопругата моја им прати индијанки. И сега нормално од тројца, четворица горе ги частеше, од тројца, четворица горе, тројца викаат благодарам, четвртиот вика не си треба. И ја благодарам, значи не ми треба мене за его. Тоа благодарам е заради ваше добро. Нели, како викаш ти? Не се подсмевај со сакат човек затоа што се враќа. Така, има некоја космичка енергија. Така и со дарувањето. Таа е божествена енергија. Значи, единствен кој може да дарува е Господ. И тој дарува. Но нам ни е дадено на луѓето да можеме да даруваме. И затоа е тој филинг. Не, прекрасно е да примаш. Кажете ми сите од вас, кога носите некому подарок што сакате да му подарите, дали ви е поубав филингот кога ќе ви дадат подарок или кога давате? Кога давате, секогаш кога давате. Тоа е божествена категорија. И затоа, прво научете се, само благодарам едно. Ме збуни среде муабет, стварно не знам why се јави, ама нема весе. Благодарам. Сакаш кафе? Не, благодарам. Да, благодарам.
Повери, благодарам. Нема не си требал ово, она, вамо и тамо. Бајадера, благодарам. Ке изедам подоцна, благодарам. Може би не смеам шекер. Нема да го навредам. Ке го давам на детето мое. Дарот на неговата љубов и внимание и почит, ке го примам. И ке му кажам дека сум му благодарен. Затоа што ми покажал минимум. Свештениците, знаете ли што е, например, раздавањето за задушница, например? Тоа е, највулгарно кажано, мито. За да излади од тебе едно Бог да го прости. Молитва. Господ да се смилува на душата на покојниот. Бидејќи ние веруваме во вечен живот. Ние само тагуваме заради разделбате, иначе ќе се сретнеме со сите нив. И за да ги спомне Господ Бог, ние делиме. За да ние размениме една позитивна енергија, кажете како е филингот и чувството. Па ќе си подариш на себе, па ќе подариш на друг. Но, тука христијанскиот подвиг е, но не е голем. Најголем подвиг е кога ќе му помогнеш и кога ќе му подариш на оној за кој со сигурност знаеш дека не може да ти врати. Тоа веќе те става во просветлени души. Значи, конкретно да му помогнеш на некој кој не те знае и кој знаеш или едноставно знаеш дека не може да ти врати на никаков ќар. Тоа е Господ. Затоа што Господ нам ни дава и ништо не очекува од нас. По наша волја, ние како на татко му викаме благодарам за секој молекул, квант, атом, живење, битисување, затоа што сум јас. И затоа дарувајте. Но, потрудете се. Нема празник, нема Божик, ако не бидеме милостиви. Ако ние се радуваме, а друг тагува, гладува и е несреќен, најдете начин. Абе има начин, анонимно. Било како. Направи нешто, ама сите вие си знаете како да направи. Некој идете сака со помпа. Дојде дедо Јанко, ајде 200 толумби. Деца, кркајте дедо Јанко, да. Некој така, некој ќутенката. Секој ќе си најде свој начин како. Дали скромно, дали со умпа-бумпа, дали ќе добие фала, дали некој ќе побара фала. Важно да разменуваме. Зошто? Не е материјалното добро. Енергиите кои ги разменуваме. Благо дарам. Дарувам благо. А дарувам благо доаѓа од зборот благодат. Благодат е таа енергија што ја викате карма, Божја енергија, не прави лошо, ќе ти се врати. Таа е една енергија универзумот. Што ќе правиш со неа, вие одлучете. Имаш лоша мисла, лоша карма, лоши енергии. Твојата убава енергија претвораш во лоша. И секому му се случува. У најпозитивна енергија, вчера земав, го тепав. Му ја ошрафив ногата и го тепав со ногата. Така, ме гаѓаше со еклер среде емисија. Па него го пропуштивте, сега што да ви кажам. После му се извинјавам и со ВД-40 му ја вратив ногата. Вика, прости. И тоа, бараш прошка, он ко Господ ти прашта. Сега што да ти кажа? И сега јас сум бил мангуп, он ми простил. И сега јас сум бил мангуп, добар сум испаднал ова, ама он ми простил. Он е сега 3 скали погоре, како гледаш. Мали, шта е, јаси у рупу стао. Океј. Еве еден пример, например, Сега ќе ви кажам една непријатна работа. Се јави еден човек кој побара помош. Еден ме контактираше и вика, сакам да му помогнам. Ги споив преку Facebook. Човекот ми се пожели дека вистинско тормозење доживел. Јавување, а ќе ми пратиш ли пари, а овака, а онака, абе го угушил, го удавил се додека не добил тоа што требал да добие. И откако го добил тоа, ниедно благодарам немало. Ништо. Ја, затоа што прво му се заблагодарив, му напиша, викам ти благодарам, затоа што ја гледаш емисијата и затоа што од хумани поводи си го направил. Нека не те обескуражува затоа што не знаеш каква е менталната, интелектуалната и духовната состојба на таков човек. Луѓе, во тешка ситуација не очекувајте да се доблесни, да им текне фала, да каже, или да биде благодарен и така натаму и така натаму. Но, тоа се учи
секој треба да направи подвиг, па и он. И ќе се научат. Мачињата ќе ги научиш дека мачето што ќе се погали ќе добие трит, а тоа што фршти, пршти и гребе нема да добие трит. Па ќе научи да се гали. Мораме да се учиме за да бидеме мили меѓу себе, да таа благодатна енергија, која не можеме да ја опишеме, тоа е енергијата на љубов, која пак зборам, а тоа е таа божествена енергија која е се, да ја размениме меѓу себе. Еве еден пример, например, виз верса, во Америка, на бездомник, еден му подарува јакна. Ке го коментирам, бидејќи нема тон. Му подарува јакна. Бездомник е човекот, поздрави, не знам дали е девојка ми се чини или дечко овој што подарува со капата. Изгледа дечко дека е, мене на девојка ми се виде, а сега гледам дека е дечко, ја ќе ви кажам зошто се ја виде. И гледате го како он се израдува, нели, скокна од радост кога го даруваше бездомникот. И сега стои бездомникот тука, ја пробува, ја отвара јакната. Се соблече, ја гледа јакната, ја облекува, прво застанува да се погледне на излогот, гледа јакната колку е убава и таман му е. И гледате му е радоста и благодарноста. Прво се заблагодари на човекот што му ја даде, а потоа со рацете кон небо од жива среќа. Сега, кој сецка? Ја сецкам кромид. Не се солзи, тоа од кромидот ми е. Вие гледате и знаете што правите ако со благодарност примате. Не само што сте подобар човек, правите добро, ги охрабрувате тие што можат да даруваат, уште повеќе да дарува. Зошто? Се навлекува на таа, знаеш како? Како дрога е. Како дрога е. Многумина од вас, јас знам што ќе направите. Прво, да ви дадам 100.000 евра, не, ќе вратите, ама прво ќе ги соберете фамилија и друштво да ги частите. И кажи кој филинг е. Ја частам бе, од мене. Абе, нема поубав филинг. Сега тие среќни се, добиле нешто ово, на некој ќе биде почест. Али твојот филинг, да имаш да дадеш, Така што, нека ви бидат празниците со дарувања. Нека бидете хумани, бидете добри, лесно е да се биде со најблиските и не ги заборавајте. Име драго, нема дека им го смени. Британската кралица има интересен обичај. За Божик, целото кралско семејство си подаруваат, точно ги оставаат подароците, си подаруваат едни на други подароци. Они се пребогати луѓе, ништо не им треба. Но, например, правилото кое го воспоставила, а жена више 100 години цепа, лалда е, подароците да не бидат скапи и да бидат уникатни, необични, да бидат штосни. Например, Хари поклонил на кралицата капа на која пишува Life is a bitch. Дали ме разбирате? Зошто? Не оти им треба нешто. Ама разменуваат една енергија, па ќе се насмееш, па сето тоа. Така што, немојте ова да го мешате со шизици у кафана, частија девојкана, и таа прво инстинктивно ќе ти рече thank you and fuck you. И нормално е, затоа што обично по нашиот примитивизам таа се очекува таа орално да го задоволи која ќе си иде после од кафаната или во вецето после 5 минути ако прифати пијачка. Но зборам дарувања, зборам частења во една атмосфера на друштво, на слава, на хуманитарна акција. Има многу луѓе на кои можеме да им помогнеме на разноразни начини. Океј, ете, малку како за вовет, нели ви спомнав дека сега приметив дека се работи за машко, а не за жена. Иначе, кога го пишев текстов, жена опишав дека девојка дарувала. Но, што се случи? Денеска отидов и јас на благодарувам. Имено, знаете дека направив емисија со господја Лиле од Визус за наочари. И иако со години наназад слушам, мене очигледно, јас сум од тие поглупи деца кои треба да ги чукнеш по глава и да му одржиш лекција, за да свати дека со годините и со губењето на видот мене ми се потребни специјални наочари. Поточно на многумина од вас. Имено, ја
постојано сум со неколку пара наочари, едни за читање од блиску, други за гледање телевизија, трети за она работа, нешто кога работам, значи идам до 3,5 кога ми треба нешто ситно да прочитам, оние етикети на такво нешто. И сега, кога пресметав, стварно е прескапо, па ќе се изгреба, па треба нови. Разговаравме со неја за мултифокални стакла, кои ги порачавме пред... ја реков, викам, на вистина, не знам дали ми се исплати такво нешто. Господја Лиле, Визус, ја им благодарам, и рекоа, дојди, биди наш гостин, ние ќе ти подариме, еве ти кажи како ти е целата работа. Ја бев денеска да ги пробам на очарите, викам да ги земам да идам, не, вика, не може така, мораш први да ги пробаш. Зошто? Затоа што се работи за многу специфично. Во овој момент, ја прв пат, мојата камера, мојот камерман ги гледам убаво. Дали од тука, мене ми е многу појасна сликата. Но исто така, кога ќе погледнам надоле, мене ми е исто јасно и можам да читам. За овие две работи мене ми беа потребни две различни наочари. Или вака, без наочари, па затоа после тоа да ставам наочари за да прочитам што се работи. Можеш да ме зумираш, многу се фенси, Армани, мултифокални, со барем 12 фокални точки и мислам дека требаше многу порано ова да го направам, но зошто е добро? Со овие можам и пробав, иако ми рече мораш да се привикнеш, мозокот ово, она, ваму и таму, ја и реков, господјо Лиле, мозокот е не е мускул. Ова е во ординација кај незе, мозокот или ќе прифаќа, или нема. Ако не прифаќа, ќе го тепам со ќотек, па макар се отепам. Ова е во ординацијата, каде што разговаравме за некои други работи, каде што прв пат ги пробувам на очарите и тест нормално и да ме подготви. Бидејќи мултифокалните имате на различна позиција со главата, дајме мене у кадар, добро, различна позиција, нагоре, надоле, гледање и така имам различна јаснотија на гледањето. Морам да кажам зошто ова до сега. Ја стално сум по 2-3 пара наочари, па морав и па се кршат, па ќе купиш некои ефтини, па едно толку појако. Ова перфектно. Фокусната и сето тоа е изворедно направено. Така што можам да возам, да излезам од кола, да седнам, да прочитам. Денеска возев, солзи радосници ми течеа. Прв пат возам и гледам што пишува на таблата пред мене, километражата можам да ја прочитам. Се шегувам. Бидејќи возев без наочари, добро гледам надалеку, сега уште подобро, ама ништо не можев да видам кога ќе ми задзвонеше мобилниот и сето тоа вака и од безбедносен аспект. Веднаш се качив, ми рече немој на точак време, ово, она, бидејќи дисторзира малце полето ако брзо и така натаму, но ја, знаете, за моето кршно, убаво, згодно и секси тело имам милост и само со делици го ранам, но за мозокот не. За мозокот со ќотек, бидејќи има една добра монашка која вика држи го мозокот во пеколот и не очајувај. Тој е единствен орган кој колку повеќе го малтретираш, толку подобро работи. Дали разбирате дека е тоа направена машина за високи туражи? Еве низината ординација, морам да признам дека прилично е хајтек, овдека повеќето ординации имаат нешто слично, но сето ова само покажува дека е ептен профи. Нормално, ја не можам секоја да ви ги препорачам, ја можам да ја препорачам Визус од моето искуство, вие си знаете кај ќе отидете. Лили и тимот ви стојат на располагање, се наоѓаат на плоштад Македонија, така што многу лесно може да ги најдете и јас ќе објавам за себе ова. И ете, Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year! Одиме со првиот блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во студио. Знаете ли зошто ќе се вратиме во студио? Само ќе ви пуштам сосема на кратко едно,
Сосема на кратко едно, а тоа е следно. Едно, ама следно. Повелете. Добро утро. Добро утро. Па вака, значи ја мислам дека луѓето немаат некој голем избор, разочарани се многу и во СДС и во ВМРО, сите секој на свој начин. Денеска на утринска програма, ретко следам утрински програми, имаше емисија во која беше посветена, и сосема случајно ја закачев, посветена беше рано станав сабајле, да бе пензионер, што да ти кажам, у 4 буден бев. И испраќав трета смена слики на Твитер едно време. Не се. Налетав на утринска кај колегата, чисто онака, бидејќи стварно ретко гледам телевизија. За моje пријатно изненадување се отвори тема кој да биде председател и што народот мисли каков председател му треба. Крај сме на година, а драги мои, ние додека се вратиме, додека се залуфате, додека јетрата исчистите од алкохол и мрсоти и што ќе ги наталожите деноиве, Талат Џафери околу втори веќе прогласува председателски избори. Народе, ако сакате нешто да си направите добро за себе, ако имате некаков став, правете сега, затоа што пак партиите ќе ви го направат тоа. А еве како што рече гледачот на Канал 5, народот е разочаран. Но она што го, ако ова се јавеше некој кај мене, ќе рече може би местенка, бидејќи ај првин да ви пуштам за што се работи. На Канал 5. Добро. Здраве и среќа сам да те прати. Јордан Затановски, 300 што викам, против лоповите. Ајде. Јас имам веќе избрано кандидат. Два предлога ќе видат. Првиот предлог е за газдата на телевизија Сонци. Значи, Георгија Ѓорче Танасов. Добро. Значи, човекот барем по неговите емисии што дал, значи, му објасни на овој наш македонски народ, како ја се вика мајка ми 13, Грцке го ставиле Струмичко ново село, па Крст се родила мајка ми, баба ми се породила, сега крстили македонка и од тој аспект, јас за мене видам дека он сите нас не поучи за целокупната историја, кој што ние не си знаеме самите македонци. Јас затоа викав, секој берем двете и колена, ќе знае што е и како е. Сега, а вториот предлог ми е, мислам дека е гениален, што давно сум го кажал до душа, да по факултетите, по фирмите, да има она еден вид тајно гласање, сите значи студенти или работени по фирмите, по институциите, со тајно гласање да изфрлат тој човек кој што смета дека заслужува да биде председател или пратеник и тие работи. Само на тој начин. Ете, тоа е едниот сегмент. Има уште едно јавување во Канал 5, каде што Ѓоргија Ѓорче Танасовски го предлагат народот. Мене ми е драго затоа што Ѓорче е успешен бизнисмен и голем идеалист. Значи, тоа се две многу добри комбинации. Да имаш добар осет за бизнис, да те бива, и да си идеалист, да имаш љубов кој сопствениот народ, кој сопствената земја, кој сопствената историја. И да сакаш да направиш нешто добро. Мислам дека, знаете, Трамп не му стана председател не затоа што му требаа пари. Сите милиарди. Меланија прво што му рече, неќам ни у Бела куќа да влезам, поубаво ми е дома, него во Бела куќа. Дали разбирате кој ниво на успех он го имал во живот? Не му треба председател, но се откажи од бизнис и од све. Зошто? Сака да остави трага во животот, нешто добро да направи за американскиот народ. Мислам дека наоѓам некоја аналогија, а ако веќе го спомнале, јас сакам да го отворам овдека во телевизија, истава тема, благодарејќи на колегата од Канал 5, кој вие сметате дека треба да биде кандидат за председател на наредните избори? Кој треба да биде
председател. Ке го смислиме прашањето, веднаш порекламите со прашањето на вашиот Кајрон и со вашите јавувања. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, немистериозните луѓе на планетава, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, храната на хималајските богови, хунза масло од семки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Побарајте го. Визијата на Ѓорѓ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓ Атанасовски.
Откако со делумната амнестија беа понижени вистинските македонци и патриоти, сега ни македонската влада брише патот со правната држава. Талат Џафери отворено порача дека законот за двојазичност и ратификацијата на предавничкиот договор ЗАЕФ Ципрас ќе биде објавен во службен весник без подпис на Ѓорѓе Иванов, што е кривично дело. Паралелно по брза постапка ни македонската влада ќе избутка измени на кривичниот закон за да ги спаси останатите пребегнати пратеници од ВМРО-ДПМН, кои не се опфатени со делумната амнестија. Значи, приказните за наводниот криминал во проектот Скопје 2014, обвинувањата за криминал со автопатиштата или други обвиненија на сегашната власт ке паднат во вода. Ова е тешка мизерија. Едните се предавници за да се спасат од криминала, другите се предавници за да се одржат што подолго на функциите, за да прават криминал. Ова не се ниту европски стандарди, ниту вредности за кои декларативно се залага НАТО алијансата. Ова е тежок срам за татковината. Македонски пратеници, вредили за тројца предавници да одите контра на сопствениот народ. Да ги изгласате уставните измени во овој парламентарен состав бадијала е. Македонскиот народ ќе дојде по своето. Порано или подоцна ќе се соочите и со политичката и кривичната одговорност. Бидете сигурни дека многу брзо ќе дојде времето кога некорумпирани политичари, вистински патриоти ќе покажат на дело како се обезбедува сигурна иднина за татковината. Никогаш северна, Македонија вечна, пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски. Визијата на Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја, издание на Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме.
Океј, драги мои пријатели и пријателки, уште еднаш добро вечер, добре дојдовте. Веќе добро заглавивме во емисијата Јади бурек на телевизија Сонце и ја отвараме темата. Ќе ја замолам режијата да ги даде телефоните на располагање, иако веќе нашите редовни гледачи или оние што ги знаат телефоните, веќе почнаа и да вртат. Веќе имаме гледач на линија и посакувам добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Темата ја знаете, така, кој треба да биде председател на Македонија, да речеме. Да, секако, кога веќе се збори за новите председателски кандидати, па јас би сакала да дадам мое мислење. По однос на председателски кандидат, лично би сакала токму господинот Атанасовски да се кандидира. Моето убедување од она што го пратам изминативе години е дека токму неговите ставови се апсолутно исправни што се однесува кон Македонија. Исто така фасцинирана сум уште повеќе од тоа што тој живеејќи и работејќи надвор, токму од неговата практика во Америка. Сметам дека неговото искуство и од американската политика, веќе и конекциите што ги има таму, сето тоа вкупно со најдобронамерните ставови на Македонија, дека ќе биде апсолутен погодок да биде идниот наш председател. Толку од мене, благодарам. Благодарам, господјо, никакво подпрашање, елоквентно, чисто, јасно и така. Океј, отворени се телефоните за вашите јавувања. Имаше разни предлози, Сабајле ги слушав, беше предложен Цуцуловски, беше предложен Амди Бајран, најверојатно, секој си гледа својот. Така што, знаете, бидејќи ние сега ќе почнат прослави, па и вие не ќе бидете толку пред телевизор, а и ние малце да се видиме екипа. Јас со мојата лична екипа направивме некој муабет, а ќе треба и да се видам и со цела телевизија, може би нема да стигнеме нова емисија, а додека се вратиме, председателските кандидати веќе ќе бидат јасни. Но, испратете им некоја порака до партииве. Што вие, народе, мислите? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Тука е ваш симпатизер. Мислам, тоа е моје приватно мислење. Апсолутно. Мислам дека господинот не треба да биде председател, него треба да биде премиер. Кој? Председател нема функција. Кој? Ѓорџ. За Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски? Да, господине. Аха, добро. Мислам дека повеќе ќе направи како премиер. Добро. Не разбирате? Не како председател. Председателот е фигура, на жалост, без да вреѓам, без да го вреѓам, се извинувам. Треба да биде премиер. Интересно размислување. Интересно. Не, ова е тоа моје приватно мислење. Мислам дека господинот како голем патриота, а и стручњак и ова треба да биде премиер, не председател. Без разлика што има години за председател, треба да биде премиер. Благодарам за јавувањето. А зашто да. вие дали го делите моето мислење или не? Ме збунивте, искрено не сум размислувал, но еве ќе ви кажам, ќе си направиме кратко муаве. Ама дали има логика во ова? Има логика затоа што, еве, например, Доналд Трамп, мене Ѓорџ ми е сличен како Трамп. Значи, интересен е, нестандарден политичар, а успешен бизнисмен. Но Трамп, како председател, ги има ингеренциите, а ти си во право дека премиер овдека пали и гаси, што се вика во државата. Браво. Си во право, но знаеш што е проблемот кај нас? Кај нас проблемот за премиер е што може само од партија. За председател имаме шанса ние народот да избереме. И да го искористиме тоа влијание, значи, тоа може да се измени, се ова е широк муаве, дали ако бидеме една изборна единица, дали, знаеш, има тука, но фала ти, слушај, ми тури бува за чешање. Искрено да ти кажам, ќе го отворам ова и некој друг пат како муавето со тебе. Фала ти во секој случај. А ќе имам право да ме поморам на приватниот, како се вика тоа, месенџер ви има, па ми се избрише ваму таму.
А види, ако ме побараш приватно, не значи дека ќе ти кренам, пошто ја у емисија функционирам. Преку ден сум како... Емисията си е башка емисија, емисията си е емисија. Приватно не знам дали ќе ти кренам, од напред ти се извинувам, затоа што со жена ми стално имам тој проблем, вика, зашо не ми креваш? Спијам! Спијам! Јас сум турбо навечер. Фала ви многу, да ги чуеме и другите, да ги слушнеме и другите гледачи. Режија, ако имате вие некој на линија, добро вечер. Добро вечер, господине Илковски. Добро вечер, повелете. Па не сме се слушнале малку подолго. Да. Прво да ви се заблагодарам, една прилика што толку имам желба една особа да ја видам на малиот екран, а вие го тоа возможивте. Тоа беше добриот иноватор, вреден агроном, инженер Илија, што ви беше гостин. Го гледав со срце и душа. Благодарам ви многу за тоа, а сега да ви мојот предлог за председател, или што рече господинот пред мене премиер. Добро. Работата е следната. Јас од срце и душа го почитувам и го сакам господина Ѓорче Атанасовски, затоа што е човекот компетентен или интелигентен, свестен, културен, идеолог е, стварател е, ситуиран човек, убедено зборам му ти ќе ни ја воде државата во одличен правец. Па затоа од срце и душа, ако дојде ред да гласаме, доваѓам у Македонија со секучиња ако треба, ама ќе го гласам него. Okay. Да сте ми живи и здрави, евете да ја овозможиме Одиме со следниот гледач, благодарам режија. Мене микрофон. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Здраво, повели. Кој имаш ти предлог за председател? Кажи. Да, не, јас знам кој ќе биде председател. Океј, прво кажи ми ти кој би сакал, а после кој ќе биде? Ама не е битно кој би сакал, пролеки не ги знам кандидатите. Нема кандидати. Чекај бе, ве молам, еве, не само тебе да ти објаснам. Значи, кој вие би сакале? Кој треба председател да биде? Може да си кажете кој мислите дека ќе биде. И јас сакам, например, Челси да е светски првак, Македонија да е светски првак у фудбал. А кој ќе биде? Верувам дека тоа ќе биде, не знам, Франција, Германија и така натаму. Дали ме разбира? Значи, твое мислење кој ти би сакал, па после кој ќе биде? Ако лично, да речем, моje мислење за председател е Тања Каракавишева. Добро, кој ќе биде? Ќе биде амбасадорот на Америка председател. Во Македонија амбасадорот, он е председател, пошто и премиерот и председателот ќе бидат само изведувачи на една политика од, да речем, англосаксонците. Фала ти многу за јавувањето, лека ноќ и пријатно и среќна нова година. Се слушаме. Ајде, поздрав до тебе. Режија, каква ти е ситуација на фронтот? Ало? Ало? Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Телефониве вриштат? Би рекла да биде Ѓорче Атанасовски. Тој е... И вие сте за Ѓорче. Махер за тие работи. Тој е роден за таа работа. Затоа што не премиер, него председател да биде. Затоа што знае он како да работи. Он е за тоа надарен. Онако не е надарен, он нема да има толкова богатство. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам. А сега вие сте на ред. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, ве слушаме. Јас за председател го предлагам Ѓорѓе Атанасовски, кој е право македонец и кој ја кажа истината и историјата и сите емисии ги гледам колку можам да осознаме Македонија. Кажи ми, чекај. Младичу, кажи ми колку години имаш? Јас имам 71 година. Кажи ми, добро ли се држиш со здравјето? Добро се држам, имам... А ќе излезеш ли...
А ќе излезеш ли на гласање? Со гаранција за Ѓорѓе Ѓорчата Насоски. Океј, ако треба да има потписи собирање, ќе те бараме. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Па кажало е пред мене, постариот што кажа, јас сум и ќе останам за тоа што знае човекот чист македонец. Тоа е Ѓорче. Рековте Заев да биде председател, така? Да запише. Не ме жими се, жими прво лично мојот живот. Момент, Ѓорче, вие на мобилен почекајте. Не ве разбрав, може би се шегувавте, може не, ама слабо слушам, далеко ми се звучниците. Значи, кого, според вас, кој сакате вие да биде председател на Македонија? Па видите, тој што излегол од Македонија и тој што го лебо што го спешал таму. Момент, почекајте вие на мобилен. Кога сака на Македонија да помогне, ние мора да му дадеме шанса. Ние не можеме да му дадеме шанса, но тој нас им дава шанса. Име? Имаш конкретно име, кој би сакал да биде? Да, Ѓорđ. И ти си за Ѓорđ. Добро. Океј, фала ти многу за јавувањето. Одиме со следниот гледач на мобилен телефон. Ало, добро вечер. Добро вечер. Цаев? Да. Мене сакам да биде председател Ѓорđe Атанасовски. Добро. Ѓорđ, еве, запишано. Ѓорđ Чучебе, да. Океј. Дали е тоа се? Некој објаснување? Не. Да? Не. Океј. Фала ви. Океј. Поздрав. Одиме со следниот гледач. До сега 2, 4, 6, 7 за Ѓорđ Тања Каракамишева. Ако имате друг предлог, кажете. Режија? Океј, одам тогаш овде. Добро вечер. Ало? Да, вие сте во програма. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ѓорđe Атанасовски. Зошто? Why? За председател Ѓорđe Атанасовски. Добро. Само толку? Најдобар. Патриот невиден. Така. Добро. Ако се собираат потписи, ќе идете да... Обавезно. Знаете дека тоа по општини се прави? Па нека се прави Јанко по општини. Сите од домаќините, ќе гласаме за него, сој исто проблем. Благодарам многу. Добро, оти понекогаш и на луѓе им е проблем. Не знам, ме интересира. Види, мене ми импонира. Газда е на телевизијава, не можам. Но ја немав намера оваа тема да ја отворам затоа што ја видов Сабајле и ви пуштив. На канал 5 ја почна оваа тема. Идеме со следниот телефони ве завриште. Добро вечер. Ало. Повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, и мене Бубачка ми стави тој гледачот за премиер. Јас сум повеќе за Ѓорđe да биде премиер, него ли да биде председател. Меѓутоа, ако више се кандидираш за председател, гласаме за председател. Меѓутоа, стварно сум повише да биде премиер. Гласам за Ѓорđe секако. Слушај, ајде да те прашам, не те знам, не ми е познат твојот глас, обично ги знам редовните. Ретко се појавувам. Ретко се јавува. Кажи ми, ова сериозно го кажеш или со некој така мајтап, може би? Слушај, ваму, јас сум 72 години, не си играм мајтап со никого. Моје е да прашам, бидејќи не знам ни кој сте, ни што сте. Затоа се извинувам, не сакав да ве навредам. Сакав да прашам, бидејќи малце ми е необи... Знаете како? Ке речат... Нема овдека. Македонија тоне, брат. Фала ти многу за јавувањето. Фала ти многу. Фала. Добро вечер за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Ало? Да, повелете. Се јавам од Гостивар. Здраво. Како сте ви у Гостивар? Снег има? Немаме снег, добро е времето. Јас сум за Ѓорđe Атанасовски. Зошто? За председател. Аха, добро. Така сте одлучиле. Добро. Добро, тоа е се? Тоа е се. Значи, ако имат за потписи, тука сум. Благодарам за јавувањето.
стварно нема. Ја знаете што ми беше планот, бидејќи утре имаме некоја журка овдека, телевизијата. Едно здраво живот да си посакаме со позитивна енергија. И одеднаш ова Сабајлево и ни на крај памет. Ја ќе ја заборавев оваа тема. А никаква, ја еве ви се колнам во Господ, искрено, Боже ме прости што го спомнувам, никаква инструкција не сум добил нити од Ѓорџ, нити ми ја јавил, ај види, опипај пулс или нешто слично. Ја човекот го немам видено година дена, од интервјуто наваму. Нити ми пишал, нити бутор. И сега сум малце изненадувачка цела вара. Не очекував. Мислев дека народот не го перцепирате човеков. Не знам, имав такво чувство дека народот е партиски. Вие ме демантирате силно. Добро вечер. Вие на мобилен почекајте, има еден друг пред вас. Абре, многу чекам, пријателе, ќе платам. Повелете во програма сте. Повелете, говорете. Добро вечер. Добро вечер, господјо, повелете. Баже, објасни на жената зошто чека и зошто не успеа да се јави. Ја и се извинувам, се додека комуницирате со телевизорот, тоа е. Добро вечер, сега вие на мобилен, повелете. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас сум за Ѓорđ Атанасовски, од Коварово сум. А зошто? Ако смеам да прашам. Што го гледам на телевизија Сонце и затоа што отишол во Америка, спечалил негови добре пари и сега сакам тој, мислам дека нема да краде во Македонија и сакам тој да биде председател на Македонија. Аха, сметате дека успешен човек што успеал горе? Да. Нема да му лепи ручето. Со 10 прста отишол тама, спечалил и сега овде како ќе дојде тој нема да краде. Тој има доста тама и значи, нема да краде. вам ви е битно председателот да биде чесен, така? Да, чесен председател. Океј, благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно, да запишам уште едно. Одиме со следниот гледач. Благодарам на колегите од Канал 5. Ќе ги замолам одговорните уредниците на водителот на Канал 5 едно пакетче од ТВ Сонце благодарност. Бидејќи експлодира емисијава, ете, ни направи услуга. Режија? Добро вечер, повелете. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, јас се извинувам поради бука, малце да стишам овдека мобилниот. Нема проблем, вака, јас го давам гласот за доктор Климовски. Доктор Климовски? Да, професор доктор Климовски. Професор доктор Климовски. Да? Зошто Климовски? Зашто за мене е еден од најуспешните и би ја водел државата, мислам, во најдобар ред. А би можела и Карајка Мишева, меѓутоа ја го дадов гласот. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и Благодарам и на пријатно. вас, секој добро. А одиме со следниот гледач. Значи, Тања Каракамишева, Климовски и Ѓорđ. Ќе видиме кој колку гласа до сега. Мислам, според ваше некој опипува. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јас го давам своето мислење Да. и би рекла за Ѓорđ Атанасов. Тој е добар човек и паметен, тој би можел да ја води државата. Океј, благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Ајде, а одиме ние со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Од Гевгелија се јавам. И јас би сакал да биде кандидат Ѓорđ Атанасовски. Прво, да ви кажам зашто, јас ги собирам од првиот број овие негови Македонско сонце весници и најубави работи, значи нема ни еден учебник такви работи напишано како што сум прочитал таму. Значи тоа сакам да кажам, значи тој не е од сега македонец, тој е од кога го почнал да го печати весникот. А тоа што викаш да не му лепат раците, тој е живеел во таков систем кај што ако ти лепат раците ќе ти ги сечат до лаксот.
Така да не верувам дека е таков човек. Ако не може ова Ѓорѓ, би ја кандидирал Мирка Велиновска. Тоа е од мене. Поздрав и Добро, пријатно. Мирка Велиновска. Да запишам, поштено. Ја одиме сега кај мене. Одиме сега кај мене, следниот гледач на линија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Само сакам да кажам дека според мене Ѓорѓ Атанасовски би бил нешто подобро за Македонија. Да, добро. А тоа е се? Да. Вие сте млада девојка. Да. Добро, интересно. Фала ви многу. Поздрав. Пријатно. Ало. Добро, знаете што, постариве малце нели се поагилни и вака помлад човек кој ќе ми се јави, му остава малце поише простор ако може, ако сака нешто да каже, ама пријатно ми е вака кој ќе чујам помлади луѓе кои се јавуваат еве и за вакви работи. Има свест кај луѓето. Добро вечер, повелете. Да. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Јас сум Спасе од Скопје. Добро. И јас гласам за Ѓорѓ Атанасовски. И вие за Ама Ѓорѓ. имам една желба. Да оформи Народен суд. И на секој што ќе се меша политика, 3 лекарски уверенија да бидат исти. 3 лекарски уверенија да докаже дека е умно способен, дека ја сака државата, дека го сака народот и сака напредот. Со 3 лекарски уверенија. Ви благодарам за јавувањето. Вие на мобилен исклучете го тонот од телевизорот. Види, исклучете го тонот од телевизорот на мобилен, ве молам. Ве молам уште еднаш, вие на мобилен, што ве држам сега на линија. Ке ве пуштам само тонот од телевизорот, а ова сакав да го кажам. 3 лекарски уверенија со акцентирано од психијатарски тест, психолошки и психијатарски преглед, да биде обврзувачки за секој што ние ќе го плаќаме за влада, за парламент и што ќе го гласаме на избори. Толку. Да знам, ако е ненормален, окей, еве, има чага, ненормален е, ама го сакам таков, юродив, да речеме. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете, ве слушам. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Кандидат за председател да биде Ѓорѓ Атанасовски, најголем патриота, најголем македонец. А Саваре таму се зборат на канал 5 герови таму да била Патиме Петај и да била не знам овие, не знам кои нема шанси никој да биде од заванците. Само Ѓорѓ Атанасовски за председател. А што мислиш, би гласал ли македонскиот народ за кандидата, не за партија? Бидејќи до сега сите председатели кај нас се избрани затоа што партија ги поддржала. Сметате ли дека може да се направи ова преседан кој што направи Трамп у Америка? Им отиде соло со лакти, па после се залепи партија на него. Ја мислам дека не. Ја да ти кажам отворено, искрено дека без партија не може кај нас да станеш председател, така? Да, ама ќе ти кажам отворено. И да не го гласат еве Вобаровци и така да кажем или СДС, не е битно. И ќе доби, и албанците ќе го гласат. Ја луѓе што се правил овдека во Утел, со луѓе со албанска националност и кажувале, вика, прав македонец, прав патриота, вика, после Ѓорѓе Иванов, вика, и он, вика, Ѓорѓе Атанасовски, и вика, редно е да биде он председател. И му пожелувам и ќе гласиме сите за него. Океј, благодарам за јавувањето, лека ноќ, пријатно. Ја вака шкрабаници правам, значи, ова се предлозите Тања Каракамишева, професор доктор Климовски, Мирка Велиновска и Ѓорѓ Атанасовски. Ова се имињата кои беа во игра, да речеме. Океј? Од предлози од ваша страна зборам. Вечер во оваа емисија. Добро вечер.
Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Повелете, говорете, не застанувајте. Да, за Ѓорѓ Атанасовски, за председател. Добро. Ќе образложите зошто или само толку? Ама, јас мислам дека председател ќе биде Талат Џафери. Аха. Председателот на Значи, собрание. вака, вие сакате Ѓорѓ да биде, а Да, дека сакаме реално да биде Талат Ѓорѓ, Џафери ќе моје го мислење избера. е дека ќе биде Талат Џафери. Аха. Да образложам зошто, затоа што кога ќе се гласа за председател нема да има доволно гласови и тогаш ќе биде председателот на собрание, председател на држава, за да ги поминат законите што не сака да ги помине Ѓорѓи Иванов. Јас по моје мислам дека тие 6 месеци ќе биде председател Талат Џафери. Ти благодарам за јавувањето, интересно, добра бува за чешење. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Ало? Да, добро вечер, повелете. Добро вечер. Јас сум за Ѓорѓ Атанасовски. Добро, благодарам. Да буде председател и тако. Добро, толку? Толку, затоа што е прави македонец. Стварно тако мислите? Добро. Хвала лепо. Лаку ноќ. Пријатно. Океј. Ова пред вас, што е, ова е монографијата која има напишано за Ѓорѓ Атанасовски, Славе Николовски Катин. Не, дај ми ја, океј, не прилогот. Прилогот го видовме, нека биде ова. Да, во живо, ова е книгата што имам. И тука се, да речеме, сублимат, напишано е на англиски и на македонски. Сублимат е на неговите гледања за Македонија, за историјата, за цивилизацијата, но секако човек кој се залага за и кој мене силно ме убедуваше во еден приватен разговор дека во Америка има огромен број на поддржувачи на Македонија. Значи, не е, она се, бидејќи годиниве наназад се создаде една слика дека Америка сакала да ја уништи Македонија и што ти ја знам. Ништо подалеку од вистината. Но секоја партија со своји структури, тоа е преголема држава, огромна администрација и многу глобални работи. Но дека во Америка има, Македонија има пријатели повеќе од што во било која друга држава на светот. Морам да признам дека и јас сум некој си уште од, што се вика, од 103 проамерикански тип, од заради X други причини, Аполо, заради НАСА, заради првиот човек на месечината, заради мобилните телефони, заради CD плеерите и сето они што го имаат направено. Не се. Заради добрите филмови како Easy Rider. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Па вака, прво да ве поздравам сите вас. Благодарам многу на љубезност. Да. Би сакал вака да го кажам моето мислење. Малку сум разочаран од таа листа, да речем, на понудени кандидати што ги кажуваат гледачите. Мислам дека малку е неозбилна работава или е некако е субјективно. Морам да кажам... Да, јас се извинувам. Значи, овде не ве повикав како партиски и така, значи, вие што сакате. Не зборам за партиски, не што ќе биде и како ќе биде. Што вие сакате? Да, повелете, кажете го вашиот предлог. Еве, дозволите ќе ви кажам. Јас сакам да биде Стево Пендаровски да биде председател. Се слушаме? Да, одлично. Значи, Стево Пендаровски и сакам да образложам зошто. Повторете го името, не слушнав. Стево Пендаровски. Стево Пендаровски, добро? Да. Стево? Затоа што тој е по мене еден од ретките, од малкуте типови на модерен политичар, кој што си ја знае својата област, својата материја, јазици, представителен е, значи нема ни да не посрамоти, туку може само да не води напред. А
за предлогот на вашиот газдава на телевизија, мислам дека е малце неморално и бидејќи е субјективно вие да го форсирате. Иако е знам да скачете од Канал 5. Господине, значи, ја не го форсирав, ја имам емисија секој ден. Ја отворив тема, ја отворив. Кој треба да биде председател? Прво, еве да го преформулирам, вие дозволувате да се гласа и тој, така? Јас се извинувам, се обидуваш да ме манипулираш. Значи, ја не реков Ѓорџ да биде, ја реков кој вие мислите. Ја никого не приморав и така натаму. Дека имам негова книга, дека е негова телевизијата, па ја не можам да го абстрахирам тоа. Зашто така дрско настапувате? Ве сослушав. Го прифаќам вашиот предлог за Стево Пендаровски и не реков ни еден збор дека е тоа еден најобичен Шилјо Куран, еден аматер, човек кој нема ден работа у живот, ништо создадено, ништо за себе, треба да му верувам. Ја тоа не ви го реков, вие викате неозбилно било од моја страна што форсирам. Па барате да го почитувам вашето мислење, не почитувате мислењето на другите. И сега каде муабетов? Нормално ќе се исклучите затоа што ќе биде последна моја. Ова се мои бели крвни зрнца. Дали ме разбирате? Мирка Велиновска, Тања Каракамиша, Климовски, Талат Џафери, Стево Пендаровски. И секе беше убаво. Уште 5 минути ќе ве оставив да си го фалите кандидатот. Ама бидејќи немате што да го пофалите, вие се нафрлате на мене, како било тоа неизбилно, па јас што тоа сум форсирал, па и така натаму, и така натаму. А why fucking not? Мислам, дали разбирате дека мојата пцовка не може да биде повулгарна од вашиот однос? Дали разбирате колку е тоа арогантно? Дали е тоа таквиот ментален чип? Да, ќе успее Стево Пендаровски, ама не затоа што народ го сака, затоа што ќе биде пак со некакви си ујдурми, затоа што сте научени на такво работење. Вам, зашто бе демократија? Зашто народот да си мисли? Па твојов Бранко на крај кажа, и кога народот греши, нели, народот е во право и кога греши. Бранко ви го кажа. Па сега си го имате чипот, барем човекот имаше доблест. Еве, сметам, грешка сте, али во право сте. Океј, ваше право. Сори, не. Нема да ви дозволам реченица. Не го бранам ни Ѓорџ, се бранам себе. Си го бранам својот дигнитет. Се бранам и нема да ви престанам затоа што сте слика и прилика на една цела булумента. Такви како вас направија шарена револуција. Јанко Свиња дебела, плюкавте по децата мои, мене физички напади, на керка ми, затоа што сметавте дека тоа е праведно за борба на слобода. И не, све друго е несериозно што не размислува некој како вас. Зашто не се воздържа? Не можеш, као шкорпијата, нели жабата, мора отрово да го пушти. 10 минути ќе те, бидејќи баш беше оти за Стево Пендаровски, баш оти беше за СДСМ, ќе ти даде, оти знам ретко кој ќе се јави, 10 минути да го фали. Таа е добар, ова направил, она направил, ваму и таму. И нема. Втора реченица, ти се испразни. Отиде, ти пукна балонот и што ќе кажеш за Стево Пендаровски? Па Стево Пендаровски и толкова Стево Пендаровски. Нема што да кажеш за Стево Пендаровски. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас сум за Ѓорѓе Атанасовски Ѓорѓ. Добро. Зошто? Затоа што, Јанко, доста беше од овие бараби, ова е чесен човек, пари печали во странство, си е сака Македонија и секој му чес. Океј. Благодарам за јавувањето, лека ноќи, пријатно. Инаку, Ѓорѓе Атанасовски е факт. Чисто, па ако ви треба, сериозно или несериозно, сватете го. Он е дел од политичкиот систем на Соединетите Американски држави и е дел од Републиканската партија и голем поддржувач на Доналд Трамп и Републиканската партија. Политички активен и тоа е еден плюс за него. Он сигурно и ќе добие поддршка од републиканците.
ќе му дадат поддршка ако се одлучи на такво нешто. Стево Пендаровски може да добие, да. Џорџ Сорос е уште жив, може и Стево Пендаровски да добие. Не се сомневам во тоа. Добро вечер за следниот гледач. Нема? Се исклучи? Добро. Одиме со следниот овде. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Од Прилеп. Кога сам јас го видел, мислам за Џорџ Атанасовски, ти ми се пријатели од Прилеп и Јосеси, брат на Јоси. Јоси се честни луѓе, знам како живее овде као Прилеп и како отида во Америка, како просперираја. Ќе ми извини за телевизорот. Добро, благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно, само да запишем. Океј. Одиме со следниот гледач. Значи, до сега, Ѓорѓе Атанасовски, Тања Каракамишева, Стево Пендаровски, професор доктор Климовски, Мирка Велиновска, Талат Џафери. Се вашите предлози. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, добро вечер. Добро вечер, говорете, повелете во За програмата. Атанасовски, за Џорџ Атанасовски од Тетово гледачка. 50% населението Македонија ќе биде за Џорџ Атанасовски. 50%. Може и 90%. Таков поштен човек, таков истакнат човек. Сацата му говори дека е вреден, искрен и паметен. Благодарам, пријатно. Благодарам и вам, пријатно, а добро вечер за следниот гледач. Повелете. Да, поврзани сте, веќе сте во емисија и ве слуша јавноста. Повелете? Кажете. Да, повелете. Поздравувам Џорџ Атанасовски да се кандидатира и посетува да формира штаб во цела Македонија. За подписи, толку на парламентарни избори и за парламентарни избори да се формира. Зато како председател ќе има многу малку ингеренција. Разбира се? Аха, дека за председателски избори ќе има мала излезеност. Малку ингеренција ќе има. А малку ингеренции ќе има. Мислам дека председателските и парламентарните ќе бидат у пакет заедно. И на тие да се кандидатира, се формираат пакето изборни штабови во цела Македонија, ќе има јаки подржувачи. Пошто народ нема да сака да искочи на избори, а да видат те постојански партии нема да сака да гласат, ќе сака да врши бойкот. Добро. Да цел Македонија ќе формира изборни штабови и ти малку појавно на телевизија ќе му дадеш кампању. Ти ме обредувам Ја да му го води на кампању. Добро? Ја ќе искачам на говорници и ќе викам: ајмо руке горе! Не може нам нико ништа! Ми смо ја... Или нешто слично. Се шалам. Се шегувам, Костевче, уживај. Поздрав. Сепак е ова јади бурек несериозна емисија, како и да е. И се гордам што е тоа така. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Леле, прегореа телефоните. Ало. Интересно. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме. Океј, благодарам, режија. Значи, штом ви е пуштен телевизорот, ја држите слушалката и чекате на телевизор да чуете, во меѓувреме јас сум ве уклучил и така натаму. И не, кај мене. Добро вечер, повелете. Повелете. Се извинувам, застанете и двајцата. Режија. Ве молам, режија, калмо, дајте го овој доле овде, кај мене. Океј, ама го слушав овој во програма за тоа. Извини, ама ја го слушав. Сега повелете, вие сте во програма, тоа е многу јавување. Добро вечер, повелете. Подржувам дека ви зборите за Ѓорѓе Атанасовски. Добро. И посакам Абди Бајрам да удаде Морков на Заев. Мислам дека Заев му даде морков на Амди Бајрам и овој го окрка морковот. Онака, сладко. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Да, добро вечер. Повелете. Освен Ѓорѓе Атанасовски, друг не може да биде
Јас предлагам само Ѓорче Танасовски да биде, преминејќи он ја сака Македонија и он е правиот македонец. Толку саках да кажам, бидете поздравени. Само Ѓорче Танасовски. Thank you very much. Одиме со следниот гледач овде кај мене. Добро вечер. Ало. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Кај да кажам два збора. Предлогот мој е за Ѓорđ, меѓутоа ценила, да ја кажам игранка, пошто веќе ми се чини дека Џафери ја среди работата у собрание и нема да има избори, него ќе у собрание ќе се решава тој проблем и ќе биде така решен. Мислам, најавија дека на 2 февруари ќе ги прогласи изборите пред сад. Истата дата е знаме ја слушна. На 2 февруари имаме нов председател, Џафери. Не. Ви благодарам за јавувањето, значи вие сакате Ѓорđ, а сметате дека ќе биде Талат Џафери и ова е трето, вака, да речеме предвидување. Значи, Талат Џафери ќе ги прогласи председателските и парламентарните избори на 2 февруари. А од тогаш, не знам, има некој законски рок, 3 месеци до април месец, па тие ќе се одржат во април месец. Тоа значи кампањите би требало прилично активни да бидат. Режија повели? Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Ако не биде за председател Ѓорđe Иванов, нека биде Ѓорđ. Ѓорđe Иванов не може, бидејќи имаше 2 мандата, а според Уставот на Република Македонија, една личност може само 2 мандата да има, да биде председател и никогаш повеќе. Значи, Добро. Значи, Тоа Иванов биде и да го Ѓорđ, сакате сите... Нека биде пак Ѓорđ Атанасов. Нека биде Ѓорđ Атанасов. Значи... Атанасовски. Добро. Да. Добро. Така, нека биде. Поточно е Атанасовски. Од целото семејство. Да. Благодарам. Горна страна. Оваа книга, драги мои, оваа книга бесплатно се дели. Може да си добиете, да ве почастам ја за нова година, повелете во телевизија Сонце. Утре ќе бидеме зафатени од задутре. Дојдете кој сакате ден и така натаму. Повелете, ќе добиете еден примерок од книгата Македонска империја. Ова е негова книга на Ѓорđe Атанасовски, книга која се занимава исклучиво со историски и археолошки факти, без никакви керефеки. Така што, ако сакате пример, имаме да ви поделиме. Дојдете и ќе добиете еден примерок од книгата бесплатно во ТВ Сонце. Имаме гледач овде на линија. Добро вечер. Добро вечер, се извинувам. Ѓорđe Атанасовски, се слагам, гласам за него, меѓутоа не може он да постигне ништо како председател на Република. Значи, он може да постигне само како премиер. Како премиер. Добро? Само како премиер, не може како председател на Република, тоа се ние викаме мало енглеска кралица. Дали ме разбирате? Има почести, а нема реална власт. Е само за премиер. Не му треба ни ВМРО, не му треба ни СДС, му треба македонскиот народ. Мислиш дека е возможно ние да избереме премиер без партија, без СДСМ, без ВМРО? Мислам дека народот се свести дека нема да гледат ни ВМРО, ни СДС, ни ова ќе бидат само за Македонија. А за председател, на жалост, ја тоа би го укинал. Мислам, некој да вегам таа институција, меѓутоа, на жалост, така е, на жалост. Да. Или барем да имаме една личност како Америка. Тој не и председател, и премиер. Тоа саата се мислев, кого да предложам за председател. Не можам. Не ви дојде никој вака ништо? Верувате ми, не можам. Ви благодарам на искреноста. Мислев Срđan Керим, вика, мај малку да правиме она, меѓутоа не ми дава душа, не ми дава срце. Значи, Керим ти дојде у некоја мисла, ќе го запишам и Срđan Керим. Па ми дојде као така. Океј, ти благодарам многу. Сепак бил некој нешто во меѓународната политика, што и не е мала работа за Срđan Керим. И покрај фрките околу него, Срđan Керим има огромно дипломатско искуство што се однесува до тоа.
продолжуваме понатаму, одиме со следниот гледач. Може уште еден двајца и тука да завршиме режија. Одиме кај тебе. Имаш двајца? Ако имаш двајцата твој последни ќе бидат. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Дали ме слушате? Јас Одлично. во програм. Одлично говорите Јас сум за Ѓорче Атанасовски, затоа што... Ало? Да. Затоа што, како што спомна сега тој Соросиот, се сеќавате како го навреди македонскиот народ пред неколку, мислам на последните избори беше. Го направи стока македонскиот народ. Пендаровски, така беше? За Стево Пендаровски збориш? Да, сакам да кажам, добро, нема да навле. Види, ја ќе бидам коректен и негативните работи што беа околу него нема да ги изнесам и да ги кажам. Да, така. Предлог и ќе ги испочитувам. Како го навреди народот тој. Луѓето не слушнале и не вишле. Затоа. Добро. Благодарам за јавувањето. Режија, последниот кај вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ја би предложил Бојда Исмаилов за председатела. Повторете, не чув убаво, се извинувам. Бојда Исмаил. Исмаил, кој? Бојда. Бојда. Војдан Исмаил. Да. Кој е тој Војдан Исмаил, се извинувам што не го знам? Чекај тебе во емисија, Бојда Исмаил. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Океј, одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Добро вечер, здраво, во програма сум. Да, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Марио е овде на телефон. Благодарам за просторот што ми го одвојувивте да зборувам во јавност. Благодарам за почеста. Фала ви за успешната работа, Јанко, честитки. Честички, particles. Not particles. Баже, ова е од брат ти, да знаеш. Честички, particles, да. Сега да спомнам малце надвор од темова, се надевам не е проблем. Во врска со загадувањево. Вака. Кратко само ќе ви. Не, би те замолил, затоа што имам целосна една емисија, би те замолил, ќе ти посветам, чекам гостин. Ако гледаш позади мене, дај ми широк кадар. Позади мене има една апаратчик овдека. Прочистуваш на воздух ставив. Спремам, ќе донесам еден човек кој многу добро се разбира во филтрирање, PM честички и така натаму. И ќе ви отворам тема и да има поента твоето јавување. Сега, ја те молам, само за крај на емисијата и за Атер, направи ми, кажи ми, кого ти би предложил за председател на Република Македонија? Не знам кого би било председател. Срđan Керим нека иде. Океј, thank you very much. Фала ви, извинете. Нема на што, поздрав, пријатно, лека ноќ. Ете, драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се од вашите јавувања. Многу ви благодарам. Очигледно дека интересот е огромен за оваа тема. А ја морам да им заблагодарам прво на колегите од утринската програма, кои ја наметна оваа тема. И ова со мобилен снимен од Сабајлачки онака го фатив и затоа... Слушам. Роберт од Тетово, здрав, се јавува. Поздрав. Јас сум за Ѓорче Атанасовски, исто како претходниот што беше. Пошто тој мислам дека беше кандидат и за некаде пред 20 години. И човекот мислам дека материјално не сака ништо, пошто тој ипак е американец, мислам македонец, повратник од Америка. Материјално, значи, нему до материјални средства, него тој ипак е патриота и јас сум за него. И благодарам. Нема проблем, ви благодарам за оштегување. Добро утро. Слушам. Добро. Роберт, кој со години си тркала и си ја работи работата како што си ја работи, алал нека му е, ја му се восхитувам да станеш ти рано са бајле. Не, има некој, ја са бајле. Луѓе мои, ја ви покажав некои слики, не знаете нешто.
Мислам, тоа е страшна работа како ја изгледам на сабајле. Како ја себе се доживувам. И затоа кога најхорор работа ми беше, ајде да ве расположам сега сосема за крај, најхорор работа ми беше кога го открив следново. Во Јапонија почнале да прават кафиња, не, ќе направиме поента за председателскиве, дај го ова. Значи, влегувате во кафетерија, порачувате кафе и ве сликаат. Ти се свиѓа сликата, ми се свиѓа. И става еспресо капучино и после него е капучино, нели мора да има некоја пена тамо и ќе го стави на принтер. И гледате сега. Не принта со тонер, принта со цимет или со какао. Кофи фейс. Фала лепо да си го исркаш суратот. На здравје нека ти е. И сега мојот коментар е. Замисли, доаѓам јас са бајле, онаков целиот згужван, збрчкан, отечен, замижан. Мислиш дека кога сум бил дете, мајка ми лигавче ми ставала на чело, па одоздола го кревало за да не ме гледа кога ме ранела со лажичка. И да се напијам прво кафе, својата фаца да ја видам. Не. Ја вака да бидам, ќе си ја ставам фацата, например, на жена ми. Жена ми ме гледа. На жена ми. На Баже ќе ја ставам. Баже може да го ставам, например. Баже ме освежува одмah кој ги. Расонет. Уште кафе не си се напонел и си расонет. Идеме со неколку пораки кои во меѓувреме ни пристигна, горната камера. Да, не се гледа од далечина, нека биде. Вика вака, за председател треба да се бираат од двајца. Ѓорѓе Ѓорѓ Атанасовски. Мислам, без ВЕ, името негово, сега за Атер. Океј. Ништо, добро, толку зголемува. Или Никола Груевски е едната порака. Другата порака е монумент. Вика, Јанко за председател на РМ Ѓорѓ Атанасовски. Чекај да ставам уште две цртички овдека. Овие сега се. Јанко, извини, ама каде може да се набави книгата од Ѓорѓе? Книгата можете да ја набавите овде во телевизија, бесплатно ќе добиете примерок. Значи, секој што ќе дојде, може да добие еден примерок од книгата. Поздравете ја, мадам Сузе е тука, са бајле, да речеме од утре ќе имаме прослава, некоја локална, не доаѓајте утре, остите не малце, се спремам ја малце чочек да им играм на маса, на шипка нешто, да ги расположам мојве, блуз ќе им свирам, не се, значи во некој од наредните денови повелете во ТВ Сонце, во тек на работно време, да речеме од идеално е од 10 до 14 часот, поминете, подигнете си. Не можем да ви праќам, не можеме да ви праќаме, дојдете, повелете. А ако сте во странство, некој нека дојде, нека земе, нека ви испрати. Ако нема кој да ви испрати, има PDF, оваа книга ја има на страницата. Но друг пат ќе ви ја покажам. Како беше вечерва, барем на нашиот мобилен телефон. Еве, само да видите во скрол колку луѓе само на овој број не успеја да се јават за оваа тема. Вау. И ова треба нешто да значи. Полека. 24, Tuesday, Wednesday. Среда сме, 26-ти. Така? 26-ти сме. Абер нема. Која година? Тоа ти. Среда, 26-ти сме денес. Добро. Еве што вика мобилниот телефон. Само мобилниот телефон од пропуштени повици. Горна камера. Ова што го гледате. И тоа имате овдека, еве има број кој 25 пати свртел. Ја искрено жалам. 25 пати. Има број 17 пати, 6 пати, 8. Но погледнете колку различни броеви не успеале да се јават. Ја само да ви кажам, драги мои пријатели и пријателки, немам зборови со кои можам да ја опишам чувството
на благодарност и одговорност. Иако сум толку долго во телевизија, мене многу ми значи фидбекот. Понекогаш е тивко, понекогаш човек ќе се запраша вреди ли нешто ова. И се во ова покажува. Но, на страна јас, на страна све друго. Оваа тема и мене ме изненади, прво бидејќи нити ми е нарачана, нити препорачана, ми инспирираше Канал 5, ај викам да видам што ќе кажат моите гледачи. Така што, нели, секако ми импонираше што газдата мој го спомнаа на Канал 5, викам да видам каква е ситуацијата овдека. Така што ми изненадивте, за на вистината, на многу шкртки мртки, еве некој накратко од вашите јавувања, што сум запишал, ова е Ѓорџ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34 од јавувачи. Вечерва телефонски. За Талат Џафери имав 3, и тоа условни дека не дека би го предложиле, туку дека ќе биде заради предпоставката кој ќе победи на целава работа. Мирка Велиновска, професор доктор Климовски, 2 гласа за Срđan Керим, Стево Пендаровски, Војдан Исмел и Тања Каракамишева. Тоа се предлозите од вас, драги мои. Сега, дали вашата желба може да стане реалност? Ја навистина не знам. Се среднав со еден политичар пред некој ден на појадок, или бранч, или не знам што да е, и почнува викам, морам да ти опишам дека сум многу неинформиран. Не можам да ја следам на дневна база политиката, бидејќи покрај политика се занимавам и со керефеки, вакви некои интересни работи, бидејќи мојата мисија е и позитивна, здравство, спорт, музика, култура, но и политика, и не можам све да следам. Но за мене, покрај чат пат ретките мои средби со некој политичар, немам подобар лакмус од вас, почитувани гледачи. Затоа мене, прво лично не ми одговара местени јавувања. Затоа што нема да добијам реална слика. Од друга страна, прашање е дали сите овие и искрено би го поддржале. Зошто јас сум предпазлив и покрај вашите искрени јавувања? И јас што би му рекол на Ѓорѓ Атанасовски, лично, јавно. Треба да му импонира како човек дека тоа што го работел оставило трага. Бидејќи многу лесно луѓе кои се патриоти, ја сакаат Македонија, чепкаат по незината цивилизација и историја, се цел на подсмев. Дека само некоја мала групировка на некој, да речеме, залудени, забегани, следа таа работа. Има еден синдром кај нас да се дадеш силна поддршка негде каде што човек е неутрален, и онака ќе си го каже, но кога ќе дојде моментот, тоа да не се реализира. Најдобар пример за тоа беше, и тоа ќе му треба сериозна анализа, но верувам дека он има професионалци и утре би имал во тим кои би му изанализирале реалност на ситуација, а тоа, ова е добар лакмус, ама не и реален. Постојат посебни анализи кои мора да се направат, што реално, бидејќи ние викаме ура, ама утре пак за партија заокружуваат. Знае? А тоа е синдромот Ванковска. Имено професорката Ванковска пред X години, благодарејќи на огромниот наплив на лајкови и поддршка кој го доби на Фейсбук, жената со собствени средства шпарташе низ цела Македонија. Верувајте, Ѓорѓ Атанасовски медиумски јавно не доби толку поддршка колку Билјана Ванковска. Но што се случи? Ванковска ја прошета Македонија, кога требаше да се дадат подписи, нигде никој, пак си отидоа за ВМРО, за СДСМ и така натаму и така натаму. Од друга страна, ова не е важно дали ќе биде, дали ќе се кандидира. Може би Ѓорѓија нема да се кандидира. Може би нема ни време, може би има ангажмани. Појма немам, не ни навлегувам во тоа.
Но што ова говори, што околу луѓе збореа и го спомнаа Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Ѓорче Атанасовски се поврзува со телевизијава и ова овде што се прави. А тоа е историја, култура, ова е непрофитна телевизија. Оваа телевизија он ја одржува во живот затоа што сака од овдека позитивни работи за Македонија, за културата, за цивилизацијата, за диаспората кога гледа да види и да чуе нешто од Македонија реално искрено и непартиски, позитивно, промоција на историски факти, промоција на археолошки, културни, во секој било кој аспект, писатели, за здравство, за било што. Народот тоа очигледно го препознава и тоа е, може би, и да се изигнорира Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. На партиите може би и веќе договорено кој ќе биде. Но нека им биде јасно дека народот длабоко во себе не е задоволен од она што се случува. Народот е за влез на Македонија во ЕУ и во НАТО. Но народот не сака да си ја изгуби државата и идентитетот. Ние ги губиме заради нашата пасивност, не заради политичарите. Политичарите реагираат она што ќе најдат на терен. Ние во својата пасивност многу работи запустевме. Ние мора како народ да сме поактивни, а не да чекаме некој друг да ни ја заврши работата. Ни Јанко, ни Ѓорđ, ни Пендаровски, никој нема да ја заврши ако ние не се ја завршиме, да бидеме активни. Како? Не е само Facebook и јавување во Јади Бурек. Ние мора да бидеме активни, мора да најдете начин. Демократијата не значи аз сум гласал за оваа или оваа партија и сега нека ми го средат животот. Не, луѓе. Многу ме замисливте. Вечерва ќе морам многу работи да напишам, да запишам и од ова да ми произлезе некоја колумна да ме подсетува на овој ден каква порака сте испратиле. Едно е за Ѓорđ, но каква порака сте испратиле до политичарите. И мислам дека после ова на Канал 5 и вие што го направивте, дека сериозни анализи ќе треба каков кандидат. Ако не биде Ѓорđ, ќе мора да се испотат да дадат кандидат кој ќе покаже голема почит спрема македонскиот народ, јазик, цивилизација и култура. Па бил албанец, србин, ром, било кој машко или женско, од СДСМ или од ВМРО. Ќе мора сериозно. Мислам дека лошо ќе поминат ако мислат дека некој од некоја амбасада ќе им ја заврши работата. Лошо ќе биде и за партијата, и за тој избраниот, а и за народов. А народов доволно го преджвакавте. Ја ви посакувам, драги мои пријатели и пријателки, среќна нова година и Христос се роди. За многу години нека вие. Секој е добро и искрено се надевам дека повторно ќе се видиме во 2000 и... Која е наредната, брат? 9. Чекај, бе, јавен се 16, кога помина, бе? Здрави и убави. Збогу.